Инфлуенсерите влијаат на мислењата, на ставовите, на вредностите, на навиките, одлуките и однесувањето на нивните следбеници. Денес, благодарение на дигиталните алатки, се чини дека секој може да биде инфлуенсер. Но дали секој навистина може да се носи со оваа улога? Истражуваме во ова издание на Прикасна. Што е инфлуенсер или кој е инфлуенсер? Дали се тоа оние представници на генерација Z кои што трчаат по слава и популарност меѓу своите врсници, или пак се оние кои што ја креираат свеста или креираат јавно мислење за одредена тема или производ. Темата инфлуенсери кај нас е мощна и широко распространета и гледаме дека берзата на инфлуенсери на социјалните мрежи е прилично богата. Но дали станува збор за дефинирани инфлуенсери кои што може да ја користи маркетинг индустријата, или тоа се инфлуенсери кои што јас сакам да ги именувам како пано на кои што се набодени различни производи, тоа е тема за дискусија. Глобално, значи познато е дека постојат макроинфлуенсери, тоа се инфлуенсери со кои што најчесто се идентификуваат артистите, актерите, пеачите, уметниците. Дали станува збор можеби за микроинфлуенсери или пак за наноинфлуенсери. Таа диференцијација кај нас не е прецизна, иако за среќа имаме многу добри и позитивни примери на такви профили на инфлуенсери кои што креираат одреден став и производ со кој што може да се идентификуваат врз основа на мисија или пак вредности кои што ги носи тој производ или таа компанија за која што тие промовираат. Е мощно интересно дека кај нас и глобално во суштина најголеми креатори на содржина, инфлуенсерска содржина се представниците на генерација Z, но и тие се најчесто конзументи на таква инфлуенсерска содржина, затоа што платформата на Инстаграм е меѓу нив најшироко распространета, иако и TikTokот како платформа е многу популарен и завзема замав токму кај инфлуенсерите. Фејсбукот можеби помалку заостанува и затоа велам дека веќе со Фејсбук се идентификува само повозрасна генерација на корисници на социјални мрежи. Да, социјалните мрежи и инфлуенсерите се креатори, креираат припадност кон одреден бренд и производ. Тие стануваат на некој начин промотери на се она што производот го има како карактеристика, таа компанија го нуди кон своите клиенти и сега можеме од нив да дознаеме од наградни игри, подароци кои што се даваат, попусти кои што ги имаме во одредени супермаркети и слично. Тие се бренд амбасадори во суштина и маркетинг индустријата ги препознала како клучна карика во креирање на нивните стратегии, особено заради тоа што тие даваат таа човечка димензија или дополнителна вредност на услугите кои што тие ги нудат. Јас следам одредени инфлуенсери и кај нас и регионални, но и глобални инфлуенсери, си имам свои фанови од кои што решавам од тоа што ќе се готви по дома до како треба човек да се облече или пак што треба да се погледне од културна содржина во смисол филм, музика, театарска представа. Така што мислам дека денеска многу малку луѓе остануваат имуни на инфлуенсерството, особено што покажа дека инфлуенсери може да бидат и креатори на политика, односно да учествуваат во политички избори, како што беше случајот во Црна Гора. Да, инфлуенсер скоро 1% од гласачката тело го однесе токму, го зема за себе, а тој е исклучително популарен, Јова Радуловиќ мислам дека се викаше, во Црна Гора. Така што да, иднината е токму во инфлуенсерството, но да верувате и да им се преврзувате на инфлуенсери кои што го задржуваат и го заслужуваат вашето внимание.
Општествената одговорност на компанијата е таа која што треба да процени дали одреден инфлуенсер е соодветен врз основа на вредностите кои што таа компанија ги има, мисијата, визијата, дали кореспондираат. Тука затоа споменав дека кај нас немаме многу инфлуенсери кои што се компатибилни за брендовите кои што ги презентираат од една страна, а од друга страна одговорноста на самиот инфлуенсер е пресудна за тоа каква содржина ќе креира и дали таа содржина е етичка на некој начин. За жал во Македонија не постои регулатива на според која што може да се уреди овој простор на социјалните мрежи на инфлуенсерството, така што се надам дека во скора иднина ќе бидеме сведоци на такво нешто во земјава, за да можеме да разговараме за регулиран пазар на кој што ќе можеме да видиме дека она што е комерцијална содржина ќе биде јасно одбележано, а нема да биде подложено и нема да биде гледачот, односно следбеникот на тој инфлуенсер нема да биде подложен на манипулација од страна на и тој инфлуенсер кој што го следи. Затоа силно охрабрувам критичко следење на содржината, охрабрувам медиумска писменост за да може да се расчленат формите на манипулација токму со публиката и мислам дека имаме надежи во таа насока, особено што медиумска писменост дека не е табу тема во Македонија, него интензивно се работи токму на неа. Внимателно да се следат инфлуенсерите и на оној кој што не му верувате, едноставно само да му кликнете unfollow и тој да го добие вашиот став многу по-ригидно во однос на оно што се наметнува да го каже. Децата и младите се огледуваат на инфлуенсерите за забава, но и за информации, совети, друштво и утеха. Кој може да биде инфлуенсер? Терминот инфлуенсер се почесто го среќаваме во нашето секојдневие. Тоа е широк поим, меѓутоа подразбира личност, лице кое што може да учествува, има способности да учествува во јавната комуникација, има можност за критички да ги проценува појавите, случувањата, настаните околу себе, да има убедувачки способности, да има приврзаници кои што веруваат во тоа што го зборува, моќно убедување, лице кое што пред се има специјализирано знаење во одредени области. Бидејќи без да има таков тип на знаење, а да се вклучува во јавни дебати, веќе може и да се отворат некои други прашања околу тоа, дали можеби исказите на тоа лице се автентични и може да им се верува. Започна масовно да се користи благодарение на популарноста на социјалните мрежи и читаноста на блоговите. Да се биде инфлуенсер не значи дека треба да имате некакво посебно школо, дека треба да имате некаква посебна или не знам каква наобразба, но она што е клучно да речеме во делот на бидувањето инфлуенсер е доколку имате развиено сосема добра база на следачи или оние кои што ви се фанови, условно речено, преку социјалните мрежи и на тој начин ги користите социјалните мрежи за нешто од една страна, од друга страна пак може да бидете јавно лице кое што како такво веќе имате сосема добра основа да бидете влијателен и веќе и сте влијателен. Современиот термин инфлуенсер се појавува со појавата на платформите MySpace, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. А се чини дека најсоодветна како поле за работа се покажа социјалната мрежа Instagram. Оваа дигитална мрежа во светот бележи 1 милијарда и 74 милиони следбеници. Овите медиуми овозможија на сите да го кажат своето мислење. Така и инфлуенсерите или тие што влијаат врз јавното мислење, ги кажуваат своите ставови. Некогаш се тоа нивни ставови, некогаш тоа се ставови на компаниите кои што ги поддржуваат. Меѓутоа, треба да сватиме дека не можеме да го избегнеме тој момент. Новото време си носи нови специфики. Инфлуенсерите се неизбежен дел од нашата реалност. Зошто? Затоа што голем дел од нив имаат 10 пати повеќе
следачи или луѓе кои што ги читаат, отколку да речеме еден печатен вестник, например. Работите се менуваат, работите се динамични, особено во оваа сфера. Порано бројот на следбеници на социјалните мрежи бил примарен показател за тоа дали е некој инфлуенсер или не. Денес тоа не е од примарно значење, така што некој инфлуенсер може да има 100.000 следбеници, а некој само 1000 следбеници, но бројките да не влијаат врз неговата влијателност, туку содржината и начинот на кој што објавува. Вистинското значење на инфлуенсерот, на оној кој што е влијателен, на влијателот, е впрочем вистинско значење кое што мора да се гледа во однос на тоа колкава вие имате моќ да извршите влијание во однос на одредени општествени промени. Колкава моќ имате вие да извршите влијание за одредени работи, јас лично како го сваќам тоа, кои што според вашите убедувања, според вашите верувања, се навистина проблематични во општеството и вие сакате да ги промените. Некои од инфлуенсерите се представуваат како креатори на дигитални содржини, со цел да го избегнат негативното влијание кое во одредени случаи се поврзува со терминот инфлуенсер. Младите секојдневно гледаат, коментираат, лајкуваат и споделуваат објави на инфлуенсери, поради што влијанието што тие го имаат врз нив секако не е занемарливо, што го потврдува и податокот дека на глобално ниво дури 56% од младите купиле производ кој што го препорачал инфлуенсер. Младите инфлуенсери ги сметаат за маркетери, ги сметаат за продавачи и слично, затоа што маркетиншката дефиниција е токму во таа насока. Јавноста, особено младите, често имаат погрешна перцепција дека инфлуенсер е популарна личност која заработува преку социјалните мрежи, промовирајќи одредени производи или услуги. Во поново време, во многу дигитални стратегии, стратегии за дигитална комуникација, инфлуенсерите се како една редовна работа која што се предвидува или позиција, ангажман, која што подразбира вклучување во заложбите за комуникација или промоција на одредени настани, производи, услуги, така што и тоа е еден сегмент кој што влегува, да речеме, во описот на еден ваков вид занимање или професија. Меѓутоа има многу поширок спектар. Еве неодамна имаше едно истражување кое што упати на тоа дека дури и политичари знаат да вклучат инфлуенсери во одредени стратегии за настап пред одредени публики. Така што тоа е многу повеќе отколку да станува збор само за продажба на одреден производ, услуга, односно реклама, промоција на производ, услуга, настан, случување и така натаму. Непознавањето на вистинското значење и непрецизност околу тоа што точно прават создава впечаток дека тоа е професија која може да ја работи секој и со која лесно и брзо се прават пари. Едно е вие да вршите бизнис и продажба на производи преку вашите социјални профили на социјалните медиуми, а сосема друга приказна е вие да имате влијание за социјални текови, за политички случувања, за граѓански случувања и слично. И ние тука мора уште од образованието да почнеме да ги научиме младите на препознавање и да правиме разлика меѓу тоа што е, како е и зошто е некој инфлуенсер, односно влијателен. Непознавањето на вистинското значење на терминот инфлуенсер води до тоа секој да биде прогласен за инфлуенсер. Кај нас работата е во тоа што не постои се уште прифатена дефиниција за тоа, ниту пак како професија би се гледало, и поради тоа можеби секој може да биде инфлуенсер. И никој веројатно. Зависи како ќе го сватите нештото и кого го препознавате во однос на тоа. Терминот е преземен од англискиот јазик, поточно од маркетинг и комуникациите, како што вели и самиот збор, тие влијаат. Инфлуенсерите влијаат на мислењата, ставовите, вредностите, навиките, одлуките и однесувањето на нивните следбеници. Затоа, инфлуенсерите мора да имаат знаење и вештини кои што ќе ги надградуваат и тоа континуирано. Но она што е клучно е дека треба да се поседуваат
неопходните знаења во врска со темата за која што се зборува, па дури до степен да тоа биде специјализирано знаење. Не може секој да се вклучува во јавната дебата и јавноста, публиката и следбениците да ги изложува на информации кои што можеби се и невестините. Вештините што треба да ги посетува инфлуенсерот се многу разновидни. Значи, вие мора да имате вештини за работа со социјални мрежи, со онлайн медиуми, со новите медиуми, со дигиталните алатки. Вие мора постојано да следите, да учите. Мора да научите можеби некои базични основи на графички дизајн. Мора да научите базични основи на креативноста ваша да ја изразите. Вие гледате дека сега приказните кои што се појавуваат или сторињата, кои што се појавуваат на Инстаграм или веќе и на ТикТок или пак можеби некои кои што ги користат на Фејсбук, иако тоа е веќе ретко во тој поглед, вие гледате дека стануваат се покреативни и покреативни, а се пократки и пократки. Така што ние во тој поглед мора сериозно да размислуваме како ќе бидеме подобри од другите. За да бидете подобри од другите, вие треба да имате сериозни вештини во однос на алатките дигитални кои што може да ги користите и работа со социјални мрежи. Истовремено мора да имате, да речеме, не само маркетиншки вештини, но мора да имате, да речеме, и некои можеби основни бизнис економски вештини во однос на тоа да ги гледате сите оние податоци кои што ви доаѓаат, кои ви ги даваат од страна на Инстаграм или на мета бизнис профилите кои што ви доаѓаат со статистики, како да ги процените, да знаете точно во кој ден. Значи мора да имате дизајнерски, креативни, дигитални, економски бизнис вештини, но клучното од се, вие мора да имате меки вештини, она што се нарекува soft skills или кај нас меки вештини. Говорот, јазикот, изразувањето, мора да го елоквентноста. Тоа се вештини кои што навистина ви треба многу книги да исчитате, за да можете да ги користите максимално и за да ги користите правилно. Вештини за комуникација, вештина за убедување, вештина за аналитичност, за критичко расудување, вештина за убедливо зборување пред публиката, харизматичност во настапот, култура на комуникација. Тоа е особено важно, бидејќи имаме и случаи во кои што таа култура, за жал, не се негува, односно не достига и со самото тоа се создаваат друг тип на штетни последици. Меѓутоа и тука станува збор за широк спектар на вештини кои што некому ќе му ја дадат основата, обезбедат основата за да биде инфлуенсер и на тој начин да учествува во јавната комуникација. Во суштина, инфлуенсерите треба да бидат одговорни личности со моралност и етичност, со кои што може да влијаат на обликувањето, особено на младите луѓе, а обликувањето на пораките кои ги пренесуваат мора да се темелат на почитување на професионални стандарди, со кои што ќе се избегне манипулација на нивните следбеници. Апсолутно дека треба да задоволуваат етички критериуми во својата работа, да настапуваат професионално, можеби веќе нешто спомена во таа смисла, негување на култура на комуникација, професионалност во настапот, аргументирано зборување врз основа на вистините, проверени и проверливи информации и така натаму. И секако дека тие норми, принципи на однесување треба да се почитуваат од страна на инфлуенсерите, бидејќи, како што веќе споменав, штетата може да биде на страна на публиката, на тие кои што безрезервно го следат и почитуваат мислењето на инфлуенсерот, па дури одат понатаму во тоа да ги имитираат постапките, да настапуваат врз основа на тие дадени информации, да се однесуваат на начин на кој што укажал инфлуенсерот, да немаат потреба да консултираат друг тип на информации, да го третираат како единствен извор на информација и така натаму. Така што почитување на етички норми, принципи и правила во нивната работа е императив. Со оглед на тоа дека интернетот овозможи многу луѓе да станат влијателни на дигиталните платформи, на некој начин им овозможи да станат медиуми, каква е законската регулатива? Дали постојат кодекси или акти со кои што на некој начин се регулира функционирањето на тие медиуми, односно на инфлуенсерите? Јас ќе зборувам од она што значи постапување на јавното обвинителство.
бидејќи во комерцијалната регулација, даночните аспекти, таму е понапред отидено земјите воопшто и во светот и кај нас е понапред, што е разбирливо. Но во однос стрикно на кривично право кај нас немаме дистинктивно регулирање на инфлуенсерите, дури ни поимот не е разработен особено, што пак не значи дека немаме регулација, бидејќи низ овој корпус на кривични дела кои го имаме сега, апсолутно одговорноста на инфлуенсерите, како и на сите други, соодветно наоѓа третман во кривичното правната материја. Се чини дека кај нас многу лесно се сваќа дека демократијата и слободата дозволуваат се и во таа насока многу често ова се злоупотребува. Па имаме говор на омраза, имаме дискриминација. Што во таа насока вели правната регулатива? Дали слободата е навистина без граници? Не, слободата на изразување е широко право. Тоа е едно од најзначајните права кои го уживаме и едно од најзначајните демократски придобивки. Но истовремено не значи дека е апсолутно право и неограничено. Па конкретно дури ако разговараме за инфлуенсерите и воопшто за луѓето кои имаат поголем пристап до јавното мислење, поголемо влијание врз јавноста, тука само по себе налагаат и регулативата и она што значи пракса, стандард, кој ние го црпиме од јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права, е многу значаен за нас, предвидува и зголемен степен на одговорност за искажаното, за креираните содржината, искажаното мислење, така што апсолутно оваа слобода е многу широка, но истовремено има и ограничувања кои нужно произлегуваат поради природата на изразувањето и таквата слобода. Тоа е и смислата на интернетот, нели? Вие имате пристап до еден многу широк круг на луѓе, многу широка публика со огромна брзина од каде и да сте во светот. Но уште повеќе ако вашето мислење има поголемо влијание врз јавноста, врз особено некои ранливи групи или затакнува такви прашања, вашата одговорност мора да биде поголема и секој кој е партиципиент, така да кажеме, на таа сцена треба да биде свесен за таквата своја одговорност. Но очигледно ова малку потешко се разбира, односно се прифаќа, бидејќи сите сметаат дека во тој начин се задира во демократичноста. Не е тоа така. Тука повторно ќе се повикам, бидејќи навистина е значајна оваа јуриспруденција на Страсбуршкиот суд. Таа многу софистицирано ги разработува овие стандарди, овие маргини, балансот меѓу правата. Доколку слободата на говор е неспорно широко право, но доколку затакнувате во туѓо право, повредувате туѓо право, и тука диапазонот, особено на оваа кривична регулација, е широк и оди од повреда на приватноста, да кажеме, па се до нарушување на државна безбедност или загрозување. Загрозување на јавниот ред и морал, повреда на туѓи авторски права, повреда на правата на ранливи групи, особено децата, преку детската порнографија која никако не е дозволена ниту поседување, ниту ширење на таков материјал. Така што се разбира дека токму таквата слобода, поради опасностите кои ги носи со себе, мора да биде и ограничена. Хајде да се обидеме да бидеме попластични за јавност. Еве, например, јас сум инфлуенсер и сега сум во некој ресторан. И снимам со мобилниот телефон и објавувам. Дали при тоа ја нарушувам приватноста на децата, на гостите кои што се присутни? Како ова правно се толкува, например? Примерот ви е одличен, но токму поради предизвиците на пристапот во... Ако е јавно место, се разбира дека стандардите на оцена на нештото се поинакви и тука слободата е поширока. Некои од работите, содржините кои ги изразуваме, не само говорот, туку и воопшто и нашето изразување, кое може да подразбира различни форми на дигиталните мрежи, се цени како и фактичко прашање. Така што изразување на јавно место, колку широк опсек на публика имате, е нешто што ќе зависи и пристапот, дали повредувате право кое, односно дали таквата повреда представува толку интензивна па да влегува во евентуално кривично правниот корпус на заштита, или пак представува повреда која наоѓа граѓанска заштита. Тоа се работи кои фактички се ценат, иако генерално на јавно место
имаме слобода да се изразуваме, се додека не нарушуваме некои права или и вашето присуство на јавно место има поинаков третман отколку повредување на вашето приватност во простории каде очекувате да имате, како што е домот, како што се простории каде што имаме ограничен пристап. Тука се тие разлики кои се и тоа како разработени низ одлуките и домашни, а и уште повеќе меѓународните, овие на кои ние се повикуваме. Што велат податоците? Има ли некој кој што одговарал заради предизвикување на говор на омраза на дигиталните платформи? Какви се нашите искуства? Еве, например, ако го земеме искуството на регионот, во Словенија веќе имаше случај кога родители одговара заради тоа што ги злоупотребиле во своите најави на дигиталните мрежи како инфлуенсери своите деца. Како е кај нас? Какво е искуството во таа насока? Ме прашувате во однос на праксата, претпоставувам. Скромна е нашата пракса, тоа не е спорно. Меѓутоа имаме случаи кога конкретно за кривичното дело кое подразбира говор на омраза, односно ширење на расистички и ксенофобичен материјал, имаме веќе искуство и ете поставена една рамка и третман стандард од обвинителството, што значи со својата сериозност сторување де факто на ова кривично дело, иако се мал број на случаи, но е нешто што е актуелно и обвинителството се повеќе и повеќе, како да речем, ги следи овие трендови и соодветно се реагира. Тука треба да направиме дистинкција и да бидеме свесни, не знам каков е точно примерот на Словенија, меѓутоа одговорноста, како што споменав, може да биде и кривична и граѓанска, така што тоа се различни видови на одговорност. Генерално, кога станува збор за слободата на изразување, кривичната одговорност е нешто што е последно. Таа е и најголема и по таа последна се посегнува. Кога интензитетот на повредувањето на дејствието е од таква природа да значи сторување на кривично право. Со цел, нормално, да не се загрози пак таквата слобода, која навистина треба да ужива една ширина сама по себе. Од тука постои одговорност, граѓанската одговорност, таму имаме и побогата пракса. Граѓанските судови одамна веќе имаат искуство во клеветите и навредите, како што знаете, кои имавме доста предмети во таа смисла. Конкретно во кривичното право околу говорот на омраза, кој е вака најеклатантно дело во оваа смисла, имаме скромна пракса, но сепак имаме пробив кој ги следиме веројатно актуелните случувања и трендови во општеството. Чија е одговорноста кога ќе се случи говор на омраза од страна на инфлуенсер? Дали е негова лично или на медиумот кој што го представува? И тоа е интересно прашање. Кога станува збор за стриктно говорот на омраза, секогаш го сторува нели конкретно лице. Од тука одговорноста е лична, но некогаш таквата одговорност може да отиде и до, да кажеме, собственик на портал, собственик на домеин, администратор на некоја група, администратор на некој форум, доколку се работи за кривично дело кое подразбирало споделување на некоја на содржина која представува кривично дело на таквите форуми во таквиот дигитален простор. Така што одговорноста е и лична, но може да отиде и подалеку. Може би интересно да се сетиме на некои примери за големите оператори, да кажеме, провајдерите на услуги. Дури и самите бевме сведоци дека отстрануваат содржини и тоа особено кога доаѓаат од личности кои се влијателни, кои се јавни личности, политичари. Во таа смисла може би интересно и за инфлуенсерите кога сме на таа тема. Содржини кои се недозволени, кои представуваат можеби кривично дело, повикуваат на говор на омраза, повикуваат на насилие, нешто што е секако забрането. Самите провајдери, ќе се сетиме на Facebook и Twitter, тие дури на поранешниот претседател американски блокираа содржини, забрануваа содржини, особено пак велам кога доаѓаат од личности кои имаат поголемо влијание во општеството. Колку коментарите кои што се споделуваат на одреден пост на некој на некоја влијателна личност, на некој инфлуенсер се исто така значајни. Колку во нив исто така има предизвик од аспект на ширење на омраза, повредување на туги права, бидејќи пак мора ние сите да сватиме дека интернетот и дигиталните платформи се веќе медиум. И дека во тој јавен простор ние мора да се научиме како да се однесуваме.
Целосно се согласувам и сведоци сме дека после некаква објава токму коментарите може да бидат оние кои ја носат опасност од ширење на говор на омраза или пак повикување на незаконити действија, повикување и на нереди. Имавме и меѓународни примери за такво нешто. Така што се разбира, коментарите повторно носат одговорност за оној кој ги прави и дава, и особено ако повикува на криминал или самите коментари по себе представуваат сторување на кривично дело. Тука е интересно што и нашиот законодавец се определил во она дело кое претпоставува ширење на расистички ксенофобичен материјал, предвидена е зголемена одговорност, односно квалификаторен облик на кривичното дело, кој построго се казнува, доколку е направено со злоупотреба на положба или пак овластување, или со истото се предизвикани нереди, големи имотни штети, значи е направена поголема штета. Така што е нешто што повторно фактички ќе се цени во даден случај доколку го одлучувате, но во секој случај се согласувам дека и тоа како е нешто кој е аспект кај говорот на омраза, какво е влијанието кој нечија порака оставила врз јавноста и врз публиката. Од тука и стандардите за поголема одговорност на овие лица кои имаат такво влијание и потенцијално и фактичко врз сите нас. За крај би се навратила на делот со клевета. Колку тоа се злоупотребува пак како практика кај нас, бидејќи можеби некој смета дека на тој начин треба да го ограничи ширењето на одредени информации конкретно за кои се шират за него, например. Тука ќе бидам скромна во коментарите од проста причина што тоа е граѓанска одговорност која многу по-софистицирано ја граѓанските суди и применуваат, следејќи ја повторно оваа пракса и на судовите и се повеќе и ние одиме на таа линија. Клеветата, знаеме сите дека порано и беше инкриминирана и во нашето законодавство, токму поради овие причини за неја сега предвидена граѓанска одговорност, за да не се влијае инхибирачки или забранувачки, ограничувачки во слободата на изразувањето воопшто, особено новинарското изразување. Дали се злоупотребува? Од скората пракса ми се чини дека јас не мислам дека се злоупотребува, иако како и во кривичното право, секој може да пријави нешто, секој може да каже нешто или да мисли дека право му е повредено или е наклеветен. Сепак судот е оној арбитар кој го дава конечниот збор за таквиот интензитет или таквата реалност со своите одлуки. Ксенија Николова е македонска писателка на 6 романи, поетеса и текстописец. Најпозната е по убаво пишаниот збор. На социјалната мрежа Инстаграм има скоро 30.000 следбеници. Ни раскажа како стартуваше со инфлуенсерството. Па некако сосема случајно, а истовремено и неизбежно до некаде, затоа што јас пред се сум писател и со моите читатели се поврзавме преку тие социјални мрежи и навистина мене за мојата уметност социјалните мрежи многу ми помогнаа да се поврзам со моите читатели, да ги известувам што има ново, да можеме подобро да се запознаеме и тие да ме запознаат мене. И покрај тоа некако да се има влијание стана некоја последица, убава последица на сето тоа и тоа отвори можности за некои други работи, други соработки како што се инфлуенсерството и сето тоа што инфлуенсерството го носи. Некако беше непланирано, но ајде да кажам неизбежно со оглед на тоа дека писателите работат јавна професија. Ксенија внимателно ги одбира содржините што ги објавува на социјалните мрежи и нејзините објави имаат континуитет. Веќе со текот на времето направив некој концепт на мојот профил, иако претходно сето тоа беше наивно, спонтано и неочекувано. Никој од нас не знае во што ќе прерасне она што го работиме, затоа и го работиме со многу љубов и со многу голема искреност. Јас секако се трудам мојот концепт и мојот контент да биде сличен на она што сум јас, односно да биде вистински одраз на мојата личност, но секогаш и планирам некоја структура, бидејќи структура и организираност кога веќе
имаш некои истоработки и нешта е добро дојдена. Меѓутоа секогаш гледам да биде одрасно на што јас го чувствувам, на што јас го мислам, тоа што сум го посетила, тоа што сакам да го посетам, тоа што сакам да го кажам, подигање на свест на некои важни теми кои што сметам дека за кои што сметам дека треба да се зборува, особено ние што имаме влијание. Мене никако не ми е тешко да објавувам секој ден. На Инстаграм ми стана дел од секојдневието, јас тоа го правам со многу љубов. Јас сум секојдневно на социјалните мрежи, секако има исклучоци кога на пример нешто навистина не можам или не се чувствувам добро или не се чувствувам дека имам што да кажам или пак нели немам пристап до телефон и до интернет, тогаш да, во тие некои ситуации знае тоа да биде поретко, меѓутоа генерално јас сум секојдневно присутна со содржина што на фид, што на стори на социјалните мрежи. Се интересиравме и за нејзините позитивни, но и негативни искуства со следбениците. Моите следбеници се едни прекрасни луѓе, морам да кажам, и затоа сум многу среќна што ние ретко имаме непријатни ситуации, но секако профилите ги гледаат и оние кои не наследат и некогаш тие знаат да направат некои ситуации кои се, да кажам, непријатни за нас, за мене конкретно, меѓутоа јас навистина ретко се соочувам со такви нешта, а и кога се соочувам избегнувам драми, избегнувам скандали, мислам дека тоа не треба да биде одраз на мојот профил со оглед на тоа дека пред се јас сум уметник и тука сме да зборуваме за убави нешта, за нови нешта, за позитивни работи и негативни работи, но важни работи и некако драма, скандали и такви нешта избегнувам да бидам и дел и да бидам соучесник, а и да потикнувам такви нешта, така што најчесто ги игнорирам тие коментарчиња и не знам и провокации, секако дека ги има, поретко морам да кажам, но ги игнорирам. Мислам дека тоа е најбезболно. Понекогаш се случува следбениците да си дозволат премногу, можеби да направат и некој несакан и непредвидлив чекор. Секако дека да, но тоа јас сум им го дозволила на некој начин. Еве конкретно јас зборувам и за многу лични нешта на мојот Инстаграм, на социјалните мрежи, бидејќи сум сметала дека е важно да подигнам глас на одредени теми, за да поддржам други луѓе кои што поминуваат низ тоа. И секако дека некој ќе си дозволи во инбокс да ми постави премногу лично можеби прашање, но тоа не треба да ме изненадува затоа што јас тој простор сум го отстапила и секако јас одговарам онака како што сметам дека треба, но за мене тоа не влага во категорија на култура, туку едноставно луѓето сакаат да си поразговараат за такви теми затоа што имаме слични маки. И тоа секогаш беше и мојата цел на мојот профил да се најдат такви важни теми за кои до некаде се молчало, а сега не се охрабруваме да зборуваме. И затоа и не сум изненадена непријатно што некој се осмелува да ми постави прашање, напротив сум изненадена позитивно затоа што тоа значи дека ми веруваат, дека се чувствуваат пријатно. Ја прашавме и за плановите и кон која насока ќе се движи нејзиниот профил. Имам конкретен план и знам во која насока сакам да се движам и некако некои работи можеш да ги испланираш, тоа сум го забележала на социјалните мрежи, некои работи не можеш да ги испланираш, некои работи се случуваат спонтано, најубавите работи во животот, па и во работата некогаш се случуваат спонтано, но знам во која насока сакам јас да се развивам и како личност и сето тоа е нели одраз и како уметник, одраз на мојот профил. Секако некоја структура е добре дојдена и ете што си посакувам или во која насока сакам да растам, меѓутоа оставам и нели да бидам спонтан човек затоа што секогаш тоа е највистинското светло во кое ние можеме да се представиме тие неочекувани и спонтани моменти и тие публиката ги препознава. Инфлуенсерите треба да бидат одговорни личности со моралност и етичност, со вештини и со знаење со кои може да влијаат врз обликувањето на ставовите, особено кај младите луѓе. Обликувањето на пораките кои ги пренесуваат мора да се темелат на почитување на професионалните стандарди со кои ќе се избегне манипулацијата на нивните следбеници и јавноста. Што во таа насока вели регулативата кај нас и во светски рамки. Статусот на инфлуенсерите и нивната деловна активност се нов правен предизвик, не само во македонскиот правен систем, туку и во светот. И тоа прашање околу кодексите и на некој регулација, односно саморегулација на овој домен е
поново во светот и на глобално ниво се повеќе се одвиваат дискусии, некои отишле чекор понатаму, стигнале до тоа да подготват и кодекси, да се почитуваат кај во одредени држави. Тоа е прашање на регулација, законска регулација, особено ако со помош на оваа професија, ова занимање се остварува приход и се учествува во приходите од рекламите на некој начин. Се повеќе се зборува околу тие прашања, меѓутоа некако доминираат и размислувањето и перспективите дека ова прашање треба да биде прашање на саморегулација. Голем дел од инфлуенсерите кај нас промовираат позитивни вредности и јас сум среќен поради тоа, меѓутоа некогаш не е тоа случај. Целокупната атмосфера во општеството, наметнување на теми од медиумската писменост ќе доведат да и во тој контекст одиме кон позитивни насоки, така да кажем. Јас прво имам еден многу позитивен став кон дигитализацијата и се тие можности кои што ги овозможи таа, ја забрза комуникацијата, ја поевтини. Секој може да стане говорник сега, да го искаже своето мислење. Некако ги измени границите помеѓу јавните и приватните комуникации и тука настануваат одредени проблеми. Многу луѓе се охрабруваат да бидат говорници и говорат. Често пати се несвесни какви реперкусии и последици може да предизвика нивниот говор на социјалните мрежи, на разни портали, блогови. Па дури сега и традиционалните медиуми добиваат една поинаква природна околина, каде што вие повеќе пати можете да артикулирате со одредени ставови и така натаму. А од друга страна немаме определено ниво и знаење и чувства за тоа. Знаете, кога ќе седнете позади компјутерот, како да го губите чувството за публика. Како да сте сам за себе, ја губите одговорноста. И често пати, да, луѓето забораваат на правата. Сега ние имаме право, го добиваме тоа право на некој ефтин начин, да бидеме и јавна личност, и медиум. Меѓутоа, ги забораваме обврските што ги имаме. Пред се треба да бидеме одговорни кон тоа што го кажуваме, кон тоа што го споделуваме. Треба тука апсолутно слободата на изразување кога ќе ја земаме како право и со еден легалистички пристап, ако сакате. Слободата на изразување не е апсолутно право, таа има граници. Во 2022 година, Британскиот комитет за дигитални, културни, медиумски и спортски активности спроведе истражување за културата на инфлуенсерството. Податоците од ова истражување укажале дека децата инфлуенсери се изложени на опасност од експлоатација и дека има неприфатливо ниски стапки на усогласеност со правилата за рекламирање на интернет просторот. Британскиот комитет открил и дека порастот на културата на инфлуенсери поттикнува голем број регулаторни недостатоци, особено во однос на заштитата на децата, без разлика дали лицето е инфлуенсер или само гледач. Ние треба да го изразиме собственото мислење, но при тоа треба да внимаваме да не наклеветиме некого, да не навредиме некого, да не го на некој начин да зборуваме со омраза, да напаѓаме лични карактеристики на одредени луѓе, зашто припаѓаат на одредена религија, раса, класа, определена сексуална ориентација и често пати наоѓаме такви погрдни зборови и гледаме дека луѓето несвесни се за своите обврски, на некој начин може да бидат одговорни пред правото, пред судовите, за тоа што го прават во етерот. Тоа го... Да. И на некој начин треба да се работи на образование на луѓето, да знаат што можат да прават и до каде можат да одат, да се научат на некој начин да ја дозираат својата приватност и ке луѓето да се развива чувство дека јас сега зборувам пред публика и дека мојот говор може некого да повреди, може да направи определена штета, може на некој да му направи корист, кој што може би корист не ја заслужува. Но тука е многу клучно прашањето. Кои се треба да се мешат таму каде што му е или не е или не му е местото?
Во Франција, законот ги обврзува инфлуенсерите во своите објави да назначат дека се платено партнерство. Инфлуенсерите не смеат да вршат дела на нелојална конкуренција со која ќе ги оцрнуваат производите или услугите на конкурентен бренд или друг инфлуенсер. Француската регулатива е јасна и дека објавите не смеат да влијаат врз чувствата на публиката, при што недозволиво е обезвреднување на насилството. Покрај тоа, кога промовираната содржина е наменета за деца и тинејџери, тие мора да бидат информирани дека е потребно родителска согласност. Слично е и со регулативата во Германија, иако се размислува и како дополнително да се посочи на платеното рекламирање, освен ознаката за платена содржина со цел уште повеќе да се воочи дека објавата е реклама. Шпанија има кодекс за однесување на инфлуенсерите, за чиј мониторинг е задолжен органот Автоконтрол. А она што е најважно дека одговорноста е навистина голема и треба да се настапува професионално, умерено, балансирано, врз основа на аргументи, врз основа на проверливи информации, врз основа на она што практично представува одраз на вистината во јавната комуникација. Во Словенија, на крајот на минатата година, Трудовиот инспекторат за прв пат казни родители инфлуенсери со казна од 1500 евра за незаконски детски труд минатата година. Во регионот има, например, подпишано кодекс од страна на една групација на инфлуенсери во Хрватска во 2021 година и на некој начин тие си создаваат една база, една основа која што на принципи, вредности кои што ќе ги почитуваат во настапот пред публиката. Апсолутно дека за каков и да е кодекс, декларација, принципи на однесување да станува збор, многу е важно да се посвети должно внимание на тоа и самите инфлуенсери и тие да учествуваат во дебатите за саморегулација на она што го прават. Се разбира, оние кои што ги поседуваат вештините, вредностите, квалификациите, способноста да учествуваат во јавниот дискурс на ваков начин. Во домашното законодавство не постои посебен закон или акт со кој се регулира позицијата на инфлуенсерите. Но секако ова прашање може да се дополнително да се разгледува во рамки на една поширока дебата со цел да се види кој е најдобриот начин. А дека не се почитувале принципите на етичко однесување, имаме такви примери. Имаме примери во кои што понатаму се поларизира јавноста, граѓаните се поларизираат, оние што веруваат безрезервно, без разлика на секој збор што е кажан и пренесен преку настапите на инфлуенсерите. Има некои кои што критички расудуваат и не веруваат, можеби ако станува збор за одредена работа која што е навистина погрешна. Сме имале и случаи на говор на омраза или дискриминаторно поведение и знаете какви ефекти тоа може да создаде особено врз помладите генерации. Иако станува збор за релативно нова професија, сепак деловната соработка и функционирањето на инфлуенсерот можат да бидат разгледувани низ призмата на веќе постоечка правна рамка. Слободата на говор не значи дека е таа неограничена. Што во таа насока ви носиме денес во Невест. Комуникацијата на интернет ни овозможи многу погодности. Една од нив е слободно да се изразуваме за различни теми кои што не преокупираат. Слободата на говорот и демократизацијата што ја носат овие нови медиуми е навистина важен аспект на нивната популарност и масовно користење. Интернет коментарите, посебно анонимните, го подкопуваат интегритетот на науката и честопати создаваат култура на агресија и исмевање кои ја уназадуваат суштинската дебата. Често сме сведоци на силен говор на омраза кој се шири преку социјалните мрежи поттикнати од инфлуенсери. Оваа појава во комуникацијските науки е позната како онлайн дисинхибиција, своевидно ослободување во комуникацијата. Па така онлайн просторот наместо поле за културна дебата станува мегдан за говор на омраза. Говорот на омраза ги опфаќа сите форми на изразување со кои се шири, поттикнува, промовира или оправдува расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други форми на омраза, засновани на нетолеранција, вклучително и нетолеранција изразена во форма на агресивен национализам и етноцентризам, дискриминација и непријателство кон малцинствата, мигранти и лица со имигрантско потекло.
Секој кој го користи интернетот, вклучително и инфлуенсерите, мора да разбера дека тоа не е улица, туку медиум во кој сите имаме одговорност и мора да ја почитуваме културата на комуникацијата. Секоја злоупотреба на овој јавен простор како медиум си носи и своји правни последици. Кои се највлијателните на светско ниво? Откриваме денес во Артикулација. Кристијано Роналдо е највлијателниот инфлуенсер кој е следен од над 556 милиони следбеници. Тој веќе 2 години поред е на врвот на ранг листата со најголема потенцијална заработка досега, заработувајќи во просек 2,3 милиони долари по објава, во споредба со 1,6 милиони долари по објава од 2021 година. Кај жените најмногу следбеници има Селена Гомес, повеќе од 392 милиона. Кајли Дженер пак ја држи првата позиција според заработката. Таа во 2022 година заработила 1 милион 835 долари по пост. И инфлуенсерите имаат одговорност. Тоа е поуката од оваа приказна. Довидување до следната. И бидете внимателни што споделувате на дигиталните платформи.